На 4. мај во селото Баница, Егејска Македонија, загина Гоце Делчев, еден од најголемите идеолози на ослободителното движење на македонскиот народ. Во историјата на македонското национално ослободително и револуционерно движење, Делчев зазема врвно место и е символ на стремежите на поробените народни маси за слобода. Така, дури и во странскиот печат од тоа време, за него се употребувале епитетите душа на македонската револуција и идол и апостол на македонските селани. Освен учител и војвода, Делчев бил и визионер со широки разбирања за вистинските односи меѓу народите. Оттаму и неговата позната мисла: "Јас го разбирам светот единствено како поле за културно надпреварување меѓу народите." Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш, Егејска Македонија, во семејството на Султана и Никола Делчеви. Гимназиско образование стекнал во Солун. Учел на Војната академија во Софија, а подоцна е исклучен поради социјалистичките идеи. Потоа Делчев бил учител во Штип во 1894 година, каде што се запознава со Даме Груев, еден од основачите на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Како резултат на блиското пријателство меѓу двајцата, Делчев и се придружил на организацијата во 1895 година, набрзо станувајќи нејзин водач. Поаѓајќи од конкретната состојба, недоволната револуционерна подготвеност на масите, слабото вооружување, неповолната внатрешна и надворешна ситуација, бил еден од противниците на решението од Конгресот во Солун 1903 година за кревање востание. Сметал дека моментот не е погоден. Делчев не бил против востание, туку за негова добра подготовка и затоа, согледувајќи ја штетноста од предвремени востанички акции, тој се обидел, но безуспешно, да влијае за изменување на одлуката за подигање востание. Во селото Баница, на пат за Ловчанската корија на Али Ботуш, каде што во почетокот на мај 1903 година било планирано да се одржи конгрес на Серскиот округ на чело со Јане Сандански, за да се разгледа решението за кревање востание, Гоце Делчев бил предаден и зутрината на 4. мај започнал да се стега обрачот околу Гоцевата чета. Така, наоѓајќи се во тешки услови, паднал во заседа, опкружен од турскиот аскер и бил смртно погоден во борбата со турскиот аскер. Така завршува животот на најдинамичната личност на македонското национално ослободително движење во предилинденскиот период, која оставила неизбришливи траги во македонската историја. Неговите посмртни останки најпрво се пренесени во Бугарија, а потоа на 11 октомври 1946 година се пренесени во Скопје во црквата Свети Спас. Неговото саможртвување за делото на ослободувањето на народот во Македонија и Одринско и создавање на независна македонска држава му го донесе ореолот на признание и почит. Неговото име стана легенда, вткаена во свеста на македонските народни маси. Неговото име ги возбудуваше македонските поколенија. Со тоа име македонските прогресивни сили ја водеа во сосема нова општествено-политичка ситуација борбата на македонскиот народ за национално и социјално ослободување.